Значи, се наоѓаме во пчеларникот на господинот Алексовски. Господине Алексовски, дали има услови за развој на пчеларството во ова село? Во село Пожаране, кое се наоѓа на 900 метра надморска висина, има, да речам, идеални услови за развој на пчеларството. Прво, преку целата година има вегетација и тоа многу му погодува на пчелата за да може да биде снабдена со храна преку целиот период. Инаку во Пожаране има неколку главни паши, од кои најповеќе собираат нектар пчелите. Тоа е прва и вака пообилна паша е ливацката, која што е и најрана во село Пожаране. Потоа доаѓа баграмовата паша, која е нешто пообилна од ливацката, и трета обилна паша е костенот. Колку години вие се занимавате со пчеларството? Па, пчеларењето во нашето семејство е од давнина. Ја лично од детинство се бавам со пчели и еве сега веќе да речам на свој 56 години тоа ми е најдраго хоби. Така да цело слободно време кога го посветувам на пчелите и тоа ми е најдраго да влезам в пчеларник, да се одморам, да пчеларам. Господине Алексовски, во однос на пласманот, дали имате проблеми и каде ги пласирате вашите производи? Ја досега сум пчеларел со помалку друштва, негде 20 друштва. Од пред 10 години го проширив пчеларникот и располагам со 50 друштва. И тоа производство е така незнатно, да речам, за да барам да имам некои поголеми пазарни одвишоци, па да барам некој поголем пласман. Имам своји муштерии кои доваѓаат дома и све од дома го крчмам, да речам. Инаку не излегувам по пазари, не давам по продавници. Моите купувачи се стални. Тие еднаш кој ќе земе мед, после редовен купец е кај мене и така редовно ги снабдувам тие мои муштерии со мед. Што би кажале за пчеларството? Па и јас во пчеларството налегов во помлади години, мислам, благодарение на мојот покојни татко и на моите стриковци Трајко и Деспот Алексовски. И веќе работам со малечко друштво, така 30 сандака. Задоволен сум како хоби, убаво е да се работи, барем на овие терени.